Го следите на делното интервју на Радио Слободна Европа. Денешен гостин е вице-премиерот за европски прашања Никола Димитров. Господине Димитров, неодамна рековте дека грижата за зачување на македонскиот идентитет е поважна од вашата политичка кариера. Со овој предлог што го донесува сега европската двојка Силва и Вархеј, се гарантира зачувувањето на македонскиот идентитет? Да. Многу е битно главните принципи во предлог преговарачката рамка со која што излезе Европската комисија и сега сакаме и работиме на консензус каде што би влегла и Бугарија, да ги зачува тие главни принципи. Нашата позиција се темели на кристално јасен принцип. Македонски народ, македонски јазик, тоа се прашања што се прашања за нас, за нашиот народ, еден интимен простор, внатрешно прашање и во меѓународните односи, во меѓународното право, овие прашања не се предмет на признавање или непризнавање. Се признаваат држави, се признаваат влади, но ова е израз на сувереното право на самоопределување. Ќе биде невозможно ако без ова елементарна почит, која што многу легитимно ја очекуваме од сите наши комши, без таква елементарна почит, многу е тешко да работите на создавање пријателство. Софија постојано и отворено тврди, бара на некој начин, да се признае дека македонската нација и јазик не постоеле пред 1944 година. Сега гледате можност во Софија со оваа влада да се смени таа досегашна позиција? Ние работиме, да речеме, на две насоки. Едно, да се зголеми влогот. Јас кога велам македонската европска приказна е тест за сериозноста, за кредибилитетот на Европската Унија кон Балканот, можеме ли да им веруваме кога велат вие имате европска иднина или не можеме? Второ, после Преспанскиот договор и договорот за пријателство со Бугарија, а и на некој начин големите чекори напред во смисла на слобода и демократија дома, реформската агенда, ако кај нас не се испорача, каква е пораката кон нашите соседи, другите земји кандидати, земјите кои што се во процесот? Мислам дека огромно мнозинство земји членки и институциите во Брисел тоа сега целосно го разбираат. Господине Димитров, што е сменето од декември, кога практично односите на Македонија и Бугарија на некој начин како се замрзнаа после бугарското вето и се беше сведено на изјави во медиумите и контраставови од двете страни, до сега, кога се гледа некаква позитивна можност за надминување на отвореното прашање меѓу двете земји? Се зголеми влогот. Во кој контекст се зголеми? Веќе имаме прашањето не е само билатерално наша мака и билатерален проблем меѓу нашата Македонија и Бугарија. Проблем е и на Европската Унија. Има и регионални импликации. Веќе второ председателство излегува со предлог. Германското председателство вложи многу напори. За жал не успеавме. Веќе португалско председателство повторно се обидува да ја откочи работата. Одлуката зеленото светло е донесено март 2020. Ние сме сега, средината на 21-ва, значи повеќе од една година, Европската Унија уште не може да си ја спроведе собствената одлука. И во таа смисла се зголемува влогот. Бугарскиот претседател Радев неудамно изјави дека очекуваат патокас од Македонија, во кој што ќе ги има и позициите од декларацијата на Бугарското собрание од 2019 година. Во таа декларација во голем дел се спори македонскиот јазик и македонската нација. Ке го има ова во патоказот? Сегашниот компромис, јас со извинување на гледачите, не можам до крај во детали, бидејќи е многу деликатна фаза процесот, треба да се даде шанса да се вложиме во дипломатските преговори, разговори и контакти.
Меѓутоа, на крупно, компромисот има две страни. Една страна, каде на некој начин се договараме да не се договориме. За се. Едната, бугарската страна си има своји позиции, македонската страна си има своји позиции. Вториот дел од компромисот е таму каде што имаме очигледно заеднички интерес, да направиме се што можеме да имаме конкретен патоказ, со рокови, со надлежни институции, да го спроведеме договорот за пријателство. Тоа е оној дел со изградба на коридори, со работки, културни... Тоа е сосема неспорно. Ние имаме автентичен интерес да ја развиваме таа соработка и без договорот за пријателство. Договорот ја поттикнува. Мислам дека и соседна Бугарија има таков интерес. Треба да најдеме начин, можеби, да има попродуктивна атмосфера во комисијата за историски прашања. Меѓутоа, таа попродуктивна атмосфера истовремено се овозможува ако Бугарија ни стане поддржувач како што ни беше, кога имаше председателство. Два колосека има. Едниот се овие делови од договорот, технички прашања, прашања за заедна соработка, и другите се идентитетските прашања кои што ги спори Бугарија и за нас се неприфатливи. Кај овие прашања за нас е многу важно, прво се разбира ние што ќе кажеме за нас, второ што ќе каже Европа за нас, бидејќи тоа е чист принцип. Нас не ни треба признавање или непризнавање. Јас мислам дека би било идеално и најдобро и Бугарија да нема проблем со македонскиот идентитет. Тоа би било огромна инвестиција во зближувањето и во пријателството. Ако Бугарија сака да има некакво дообјаснување за себе си како бугарска позиција, тогаш тоа може да биде дел од компромисот. Според бугарските медиуми што тврдат дека имале увид во договорот што го донесува Вархеј и Силва, проблем за бугарската страна е тоа што патоказот не е дел од пристапниот процес, туку е дел од процесот за стабилизација и асоциација. Што е разликата меѓу овие два процеса? Процесот на стабилизација и асоциација почна 1999 година, се темели на 4 елементи. Договорните обврски, трговски односи, финансиска помош и регионална соработка и добрососедски односи. Значи, добрососедските односи формално се тука. Еден од 4 столба на процесот за стабилизација и асоциација. Пристапниот процес е главно базиран на Копенхашките критериуми. И Европската Унија често вели добрососедските односи се суштински дел од пристапниот процес, меѓутоа стриктно и формално правно добрососедските односи не се дел од Копенхашките критериуми. Овде многу земји членки велат, ако внесеме билатерални прашања, не само по овој пример, туку и во иднина меѓу други држави, во пристапниот процес, кој што е европското законодавство да стане и принципи и стандарди, да стане домашно, во случајов македонско или српско или црногорско и така натаму, тогаш ќе направиме преседан кој што целосно ќе го измести и ќе го искомплицира пристапниот процес. Така што за ова прашање многу земји членки велат ова мора да остане така како што е, бидејќи е важно и за самиот пристапен процес, добрососедски односи и регионална соработка, може да биде дел од процесот за стабилизација и асоциација кој што тече паралелно со пристапниот процес и завршува на денот кога ние ќе имаме пристапен договор со Европската Унија. Се до тогаш, нашите односи ќе бидат правно регулирани со процесот за стабилизација и асоциација, кој што исто е консензуален и каде што исто учествува Бугарија, како и ние. Бугарскиот министер за надворешни работи Стоев неодамна изјави дека бугарската тактика и стратегија
да има мониторинг од Европската Унија врз спроведувањето на билатералниот договор. Каков е тој мониторинг од ЕУ врз билатерален договор од меѓу две земји? Правно гледано, Европската Унија нема надлежност врз билатерални договори меѓу две земји членки или пак меѓу земја членка и земја кандидат. Тоа е повеќе Виенската конвенција за меѓународни договори, за договорни односи меѓу државите. Меѓутоа, преку процесот за стабилизација и асоциација, каде што седиме ние и целата Европска Унија, а председава високиот представник во случајов Борел, тука Европската Унија може да го мониторира спроведувањето на договорот за пријателство. Ја споменавте неколку пати комисијата за историски и образовни прашања. Вашиот колега во владата Бујар Осман изрази незадоволство од нивната работа. Какво е вашето мислење за досегашната работа на комисијата? Ние сме во деликатна позиција како политичари да даваме суд и оценка за работа на експерти, академици, професори и така натаму во случајов во областа историја. Ако има политичко охрабрување, веројатно може да има. Меѓутоа, ако има политички притисок, комисијата да испорача, ќе има голем јаз меѓу комисијата и општеството. И мислам дека тоа веројатно ќе биде контрапродуктивно. Затоа мислам дека треба сите да бидеме многу внимателни кога судиме за работата на комисијата, а истовремено пак членовите на комисијата и ко-председавачите на некој начин треба да бидат внимателни кога даваат политички судови, бидејќи и тоа не се има случувано. Господине Димитров, ви благодарам на одвоеното време. Благодарам на можноста. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Доведување до следната недела.